8 наставници од гимназијата Кочо Рацин ги избогатија своите вештини и компетенции, посетувајќи обуки од различни области во рамки на програмата Еразмус плюс. Во изминатиот период тие ги подобруваа методите за работа по европски стандарди во Малта, Франција и Кипар. Денеска во големата сала на општина Велес ги презентираа стекнатите искуства, но и начините за аплицирање пред колегите од основните и средни училишта од градов. Колегите кои што се вратија од Малта, они имаа обука за и информатиско-комуникацијска технологија. Значи, нашите колеги во училиштето се обучуваат точно за таа обука во моментов. Со таа цел, значи, ќе можат и да ги пренесат нивните искуства и знаењата, стекнатите и знаења и вештини на учениците во самиот процес на образование. Во тек за тоа што туку завршија мобилностите во Кипар, ние бевме од 4 до 10 декември, значи во наредниот период ќе следат презентации и дисеминации на нашата обука, а исто така колешките кои што се вратија од Франција, нивната обука заврши на 19 декември, значи во наредниот период ќе следат обуки за нашите колеги најпрве, напосле и за сите заинтересирани колеги и наставници од општината. Обуките се овозможени од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Директорот на агенцијата вели дека обуките се од исклучително значење за доведување на македонскиот образовен процес на еднакво ниво со оној од земјите во Европската унија. Ги охрабри вработените во образованието да аплицираат во идната година за проектите во рамки на Еразмус плюс програмата. На овој начин, вели тој, се докажува и оправданоста и можноста за зголемување на финансиите кои Европската комисија ги издвојува за оваа намена. Една од генералните цели на програмата Еразмус плюс е зголемување на личните и професионалните компетенции на самите наставници во однос на предметите кои што ги предаваат, но и интернационализација на училиштата, тоест колаборација помеѓу училишта од Европа со цел создавање на идни проекти во кои што може да се вклучат и ученици, но и да се произведуваат интелектуални аутпути кои што би биле користени од страна на училиштето понатаму. Од гимназијата Кочо Рацин велат дека не запираат овде и во идната година ќе се обидат да испратат дел од професорите на обуки од најразлични области се со цел да се подобри воспитно-образовниот процес во полза и на наставниците и на учениците. Така велат од училиштето, ќе се создадат и услови за понатамошни соработки со училишта од европските земји. Ние како училиште постепено растеме. Тоа растење го покажуваме на сите можни во сите можни правци. Една од нашите први, значи, можности или први задачи е токму стварање на мост помеѓу образовни и други пријателства, како на наставници, така и на ученици помеѓу училишта од други земји. Оваа година во рамки на Еразмус плюс програмата на Националната агенција беа опфатени вкупно 10 училишта од Република Македонија.